но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја вршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате во заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја не би. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер, во аргументи. Кога некој на Балканот ќе спомене војна, веднаш се креваат страстите, се вознемирува јавноста, пред се од фактот што историското минато на Балканот е такво и не случајно може го носи епитетот буре барут. Значи, и подалечното и скорешното минато укажува на тоа дека треба да се биде внимателен, без разлика дали некој, макар и обичен граѓанин, ќе покаже страв или ќе се посомнева дека ете блиску сме до војна. Не секогаш е така, но наше е да анализираме дали има услови или не, кој тоа би правил војна и зошто, во Македонија или во регионот. Ова дотолку повеќе што Македонија и самата веќе подолго време се наоѓа во една политичка криза која ете се продлабочува и на економски, па можеби и на безбедносен план, кога имаме речиси еднаш два пати неделно судењето за диво населје во Куманово, кое што беше обид за терористички чин. Значи, и самиот регион не мирува постојано и е предмет на анализа. Токму затоа вечер имам двајца универзитетски професори од безбедноста, професорот Никола Дуевски, добро вечер, прв пат во аргументи, и господин Златко Кесковски, добро вечер, господин Кесковски. Господин Дуевски, прв пат сте тука кај нас, ви почнам со вас. Дали, ајде да речем класично, како оценувате политичката и безбедносна ситуација во Македонија во контекст на движењата во регионот? Имаат тие влијание, немаат влијание или пак сме во ситуација да се грижиме само за нашата внатрешна безбедност, изолирана од она што е во соседството, да речем? Прво ви благодарам за поканата. Република Македонија е во своевидна и безбедносна и политичка криза и не само тоа. Во регионални рамки, во овој момент, мислам дека сите држави на Балканот делат иста судбина. Од прилика сите држави се во некоја нестабилност. Тоа е и разбирливо. Некои држави што туку излегуваат избори, некои доправо ги чекаат избори. Во ваков период се многу нормални зборови или тенденции кон континуирана нестабилност или контролирана нестабилност. Меѓутоа, сите држави имаат заедничка цел. Тоа ги обединува, тоа е многу важно. Патот кон Европската Унија, патот кон НАТО, тоа се механизмите кои што во еден среден рок ќе превенираат било какви пошироки конфликти на Балканот. Со тоа и во Република Македонија. Ние сме сега во ситуација кога имаме голем домашен проблем, регионално не сме некој играч, не можеме да се наметнеме, прво и по број на население, ако сакате и по другите карактеристики, Република Македонија не е на Балканот некој фактор кој што може да предизвика стабилност или пак да ја дестабилизира состојбата надвор од своите граници. Кесковски, вашиот став околу... Видите, сега Балканов во принцип е не случајно за Западов буре барут. Тој последно го комесарот Хан нели го детектира дека си состојбата е комплицирана, не е баш едноставна, барем за Република Македонија, дека едно шкорче може да направи големи проблеми. Би рекол дека ранлива е безбедносната состојба во регионот, онаму каде што не се државите интегрирани во НАТО, односно ние сме, ајде не знам по кој пат да го то кажеме, дека сме на линија на огнот помеѓу влијанијата во моментов на исток и на запад, односно на НАТО алијансата и обидот на Русија во принцип да изврши влијание врз овај регион. Тука го сметам, нели секако Македонија, Србија исто така, Косово, Босна и така натаму. Значи состојбите не се баш прилично мирни, имаат големо раздвижување во Балканов.
Мислам понатаму ќе разговиме на ситуација која што Често се говори на овие теми, веројатно затоа што Балканот е турбулентен. Кога прашувам во контекст на регионот и дадовте и обајцата своја оценка, кога говориме иманентно за секоја земја одделно, да речеме сега говориме за Македонија, па нека бидат и другите соседни земји. Заканите доаѓаат од внатре или доаѓаат од интересот на некои други играчи надвор од Балканот кои што имаат интерес, а може да искористат оваа политичко-безбедносна ситуација во која се наоѓа и Македонија и останатите земји во регионот. Видите, Србија, да речем. Прво вака, Македонија е обколена со така не би рекол комши кои што се во принцип благонаклонети кон општото постоење на државата и од самото нејзино постоење, барем во одредени делови на нејзиното обстојување или делот од она кое што не македонската држава како граница, за сите зборувам сега, меѓутоа одредени нејзини елементи на нејзината државност, од типот на јазикот, од типот на името, на идентитетот и така натаму и во еден таков контекст на состојбите тие континуирано се присутни. Веќе 26 години, 7 колку што обстојуваме како или имаме претензии да направиме стабилна држава. Сите имаат своји интереси. Значи, ние во последниот период, ако ги согледате состојбите, ќе увидите. Прво, Грција континуирано е можеби не директно како да речам заинтересирана за распад на државата или непостоењето на државата, не директно. Меѓутоа, индиректно, во принцип, на многу места во нивните изјави на нивните политичари тоа се дооловува. Значи, имаме ние во претходните гарнитури каде што во принцип се зема во обзир решањето на името и времето работи за Грција, бидејќи Македонија има внатрешен проблем, па можеби ќе се распадне како држава. Од друга страна, во последниот месец Бугарија интензивира некоја националистичка риторика. Последниот месец имаме дека Македонија може да влезе во ЕУ или во НАТО, македонизмот не може. Последен е примерот сега со македонците од Мала Преспа, нели, од Голо Брдо. Албанија во секој случај се грижи за интересите на нејзините, нели, овде, нејзиното малцинство, кое што во суштина и во последниот период се создава тоа една криза на државноста овде воопшто, имајќи во предвид влијанието на премиеров на Албанија и председателот на Косово, нели, околу создавање на платформата. А од трета страна индиректно и Србија во принцип има интерес да во Македонија не се стабилни состојбите, како пример за постоење на мултиетничка држава помеѓу албанскиот колектив и условно православниот или македонскиот колектив, како пример за обстојување на косовската држава како бинационална. Ако таква една состојба се случи во Македонија, нестабилна или дестабилизација, тој би им било можен начин на делување нив кон Косово, ако зборуваме се за македонската состојба. Од друга страна, сега малку сум подолг, извини колега, меѓутоа значи во Северно Косово во овој момент состојбата е на ивица. Дали се тоа работи од аспект на изборите? Е на ивица, рекомте? Да. Меѓутоа, во секој случај има раздвижување, не само во Рашка, има раздвижување во Северно Косово. Има организирање на местното население од српска страна, значи некакво кување на состојбата во Северно Косово има. Тука влија и последната политика на Пентагон, кој што недвосмислено кажа дека Бонстил сакаат да го затвораат како база на американците во Косово и наложуваат или им препорачуваат на косовските власти за создавање на косовска армија, за која што Србија се противи во последниот ден. Србија е блиска до Русија, имаме наоружување во последниот период на Србија, имаме наоружување на Албанија, континуирано од Турција, така да
Некако во последниот период барем имаме некако цвецкање на оружје во регионот во секој случај. Професор, вие да се сложувате извините, малку и како регионот би влијал на македонското прашање, бидејќи знаете, ние живееме веројатно сите така и во Македонија, што ме тоа подалеку од границите, тоа нас не тангира тоа што во Косово се случува или не се случува или во соседството, додека мечката да не заигра во нашиот двор. Но кај безбедњаците малку се разбира малце порано реагираат од што обичните граѓани. Да, треба да има еден изграден систем, да речеме, за рано предупредување на некакви состојби. Меѓутоа, во овој момент мислам дека не постои ниту една реална закана за Република Македонија која што би се случила наскоро и која што ќе има било какво влијание од надворешниот фактор. Се тоа што се случува во соседството, се случува подолг временски период. Ова не се нови моменти, нити во Србија, нити во Босна. Недоразбирањата помеѓу државите на Балканот се со векови наназад. Но во овој момент за Република Македонија не постои таква закана. Соседите ни се тие што се, ќе продолжи во континуитет ова негирање на одредени состојби овде, на името, на црквата, на јазикот и така натаму, и сето тоа ќе го чувствуваме уште повеќе кога ќе навлеземе посериозно на патот на европските интеграции. Меѓутоа, ние треба да ја следиме состојбата, особено затоа што ваквите регионални прашања се повеќе губат на интензитет во светски рамки. Минатата година и предминатата бевме соочени со мигрантската криза. Можеби тоа е од безбедносен аспект посериозен предизвик отколку однесувањата на нашите соседи и тоа што се случува во одредени региони или микрорегиони во Србија, на Косово, во Албанија и на другите места. Тоа не чека како предизвик и во скора иднина, затоа што бројот на мигранти во Турција и на грчките острови се зголемува секојдневно. Кога ќе дојде пролета, повторно ќе треба да мислиме за дислокација на дел од армиските и полициските сили на јужната граница. Тоа веќе се чувствува од безбедносен аспект. Меѓутоа, Македонија има внатрешни проблеми на кои што треба да обрати повеќе внимание и тоа може да предизвика посериозен застој и на европските интеграции и да ги наруши дури односите со соседите. Сигурно од Белград или од Тирана нема толку да влијаат кон Република Македонија колку што ние можеме самите да помогнеме сите овие политички недоразбирања да се надминат за да можеме и регионално да бидеме постабилни. Зошто внатрешните проблеми може да бидат причина? Само се анализираме внатрешната ситуација. Според вас е посериозна закана од што соседните? Токму така, вие го споменавте пред малку и случајот со диво населје, кој е предизвик, тој ќе продолжи и понатаму. Полициските служби имаат во континуитет засилен ангажман во однос на тој предмет, меѓутоа функционирањето на институциите е сериозен предизвик. Ако имате институции кои што се здрави и кои што имаат изградено механизми на рано предупредување, на контрола на тековите, на менаџирање на кризните состојби, тие можат да одговорат како на внатрешните, така и на надворешните закани. Во овој момент во Република Македонија тоа не достига. Сериозно не достига, затоа што агенциите ги имаме, законите се тие во ред е, меѓутоа имплементацијата на процедурите и на правилата не достига, заостануваме во тој дел. Зошто? И на безбедносен, и на разузнавачки, и на контраразузнавачки план. Затоа што се изгуби врската помеѓу самите институции во Република Македонија и нивните партнери во околината. И не само во безбедносен аспект. Ние имаме генерално слаби институции кои не изградија политики за заштита. Добро, интересна констатација. Имам прашање да слушам Кесковски. Јас мислам дека Тирана веќе влијаеше во Македонија во последниот период и то не скриено. Со подготовките Па нормално видите се, тоа што нарекуваме патернализам и мешање во внатрешните работи на Македонија или отприкат. Значи вака најголемото нарушување на безбедноста на Република Македонија е војната во 2001 година, конфликтот како сакате да речете. И ние не може да бегаме од тоа, е наша реалност и вистина. Мешањето на Тирана директно во однос на создавањето на ваква една платформа која што е во суштина предизвикува иредентистички и сепаратистички карактери има во себе, е далеку дури од принципите на рамковниот договор или оние работи или оние нешта кои што се бараа во 2001 година и беа поставени на маса. Екстремистичките барања секогаш предизвикуваат нарушување некакво на меѓунационалните односи, она која е тука е основата за нарушување на безбедноста однатре.
Меѓутоа, нарушувањето на безбедноста одвнатре е и последниот пат, и 2001 година. И сега е под влијание на надворешен фактор. 2001 година војната не е македонска војна, е увезена војна. И тоа е веќе нотирано многу пати. Во Македонија се инфилтрирани структури на УЧК во 2001 година, создадена структура во имиграцијата и така е почнат еден систем на војување на уфрлени групи од Косово. Не сум јас сигурен дека во овој момент, овој притисок, не верувам дека би можело да ескалира во таква една форма. Меѓутоа, дека има мешање од страна на Тирана во овој момент, кои се аспектите, можеме да дискутираме после, и кои се причините за тоа. Од безбедносен аспект во секој случај. Меѓутоа, дека директно е мешање во внатрешните работи, е директно мешање во внатрешните работи и сметам дека со самото создавање на платформата и создавање на политичката криза ние безбедносно имаме мало разнишување на тие меѓунационални односи кои што во суштина треба да стабилизираат безбедноста во државата. Чесуски, визави бегалската криза која што не очекува и која што ќе биде во многу поголем карактер од таа последната што беше. ќе се вратиме и на неа. Зошто Албанија и Косово имат такви аспирации, тенденции кон Македонија? Македонија е мултиетничко општество, има значителен број на албанци кои што живеат тука, но ги има и во Црна Гора. Добро. Зошто Македонија е таргет и зошто во сите регионални игри кога станува збор за отстапување или размена на територии, особено во Србија, да речеме, или Косово, Северна Митровица или беше Јужна Србија конфликтите, освојувањето на територии што би ги изгубиле соседите, би се компензирале со Македонија. Зошто не со Црна Гора, да речеме? Зошто и таму Црна Гора е многу мал. Значи во Црна Гора е многу мал таа територија на која што треба да се планира. Тоа е многу мала. Би рекол скоро можда помала и од Бојановац и Прешево, нели, тој дел на јужниот дел од Србија. Меѓутоа, зошто? Зошто не Јужна Србија? Значи, видите, сега вака, историски гледано наназад, ќе дојде до една смисла, односно до таа една карта на голема Албанија, која што упорно сака да тргнат од својата агенда, во суштина и сака да реализираат. Не сметам дека во периодов што доаѓа дека тенденцијата е таа. Ова платформа, по моје мислење, со сосем друго значење донесена. Не дека има некаква можност да се реализира, не дека има можност дури да се разговара, меѓутоа сметам дека е еден притисок врз македонската држава за решавање на покрупни проблеми и решавање на прашањето за името за влез во НАТО алијансата, која што можеме од многу аспекти да го гледаме тоа, особено од безбедност и како во суштина се влијаело од целиот овој период од изминатите години за да дојме до една таква поента. Она кој што ја во анализата сакам да го прочитам е повторно комесарот Хан и неговата прва изјава веднаш по изборите побара широка коалиција, побара решање на името и побара брза интеграција во ЕУ и НАТО, стабилна држава, стабилна влада и да се справиме со проблемот на емигрантите кои што треба нели да пројдат на балканската рута. И тоа е она кое што во суштина јас, барем мојот начин на функционирање на анализата е секогаш првата изјава. Третата изјава има многу дипломатски пречкртани состојби и дипломатски речни кои што треба ние како држава или дипломатите самите по себе да го разберат. Ценам дека треба да разговараме за поинакви идеи. Работата околу промена на границите е завршена. Барем во време на нашите генерации. Да се прави паралела помеѓу однесувањето на Тирана и на Приштина во однос на Скопје и на Подгорица и евентуална размена на територии, мислам дека е тоа прашање затворено и воопшто не треба да му се обраќа внимание. Дали Тирана се меша во внатрешната политика, тоа не би го коментирал, може би да има, иако нема некои сериозни индикации дека е токму така. Меѓутоа, Македонија е мултиетничко општество, затоа сите се согласуваме. Македонија е и постконфликтно општество.
во такви општества никогаш не треба да престане диалогот за етничките прашања. Се додека и двете етникуми, големите бројки да речам, не се согласат дека е завршено тоа. Оваа платформа која колегата Хецковски ја спомнува е токму во тој контекст. Ние немаме етнички разговор помеѓу македонците и албанците и останатите во нашето општество, а сме и мултетничко и постконфликтно. Не треба да го дозволуваме тоа. Напротив, треба да се отвараат сите прашања кои ќе водат кон подобар живот на граѓаните. ВМРО ДПМН и ДУИ беа на власт 8-9 години. ВМРО со ДПА уште 2 години од 2006 до 2008 има 11 години време едните да ги наметнуваат барањата од платформата, а другите да ги одговараат и да ги решаваат на соодветен начин. Сега целата оваа платформа може да се гледа само како дневна политика, никаков континуитет на овие прашања. Но затоа треба да се даде акцент на новите идеи, кои што и те како се водат од добар дел од државите во Балканот. Хрватска е членка и на Европска унија и на НАТО, Албанија е членка на НАТО, наскоро ќе започне можеби преговори за членство во Европската унија. Ние стоиме во место, а кога другите одат напред, вие стоите на место, тоа значи дека ние пропаѓаме. Заради нерешеното прашање со името, основно, и заради многу сега веќе и домашни предизвици. Дури и членството во НАТО, нели, порано беше само името како предизвик. Решете го името веднаш на првиот нареден состанок, ќе ве поканиме за членство. Сега не е така. Како? Сега има многу прашања, судските реформи ги наметнуваат на последните 2 состанока на НАТО и од Чикаго и последниот. Велат, имате сериозен проблем, кризата уште пред да започне, судските реформи, функционирањето на државната администрација, на сите институции, значи ќе се доведе во прашање исполнетоста на политичките критериуми за членство во НАТО. Името веќе не е единствен предизвик. Но тие велат дека се за нас. Значи, тоа што ќе го направиме, ако го направиме како реформи, тоа ќе биде добро за демократијата и македонските граѓани. Дали е тоа доволно добро за членство во Европската унија без решавање на името? Не, ние можеме. Дали се вртиме повторно? Постојано дека името сепак ќе остане како името не смее да ни биде изговор. Ние мора да работиме посветено на исполнувањето на реформите, затоа што од него користи имаат сите граѓани на државата. НАТО, ајде да го ставиме на страна, тоа и политичка и воена организација носи одредена економска предност и инвеститорите, нели? Ќе проценат дека Албанија е членка на НАТО, па отидоа 16 милиарди евра таму за само 2 години, не дојде во Македонија. Тоа може би е некоја предност, меѓутоа членството во Европската унија треба да ни биде приоритет или барем исполнувањето на тие услови. Затоа што таму има 35 поглавја, во 35 сфери на општествениот и политички живот ќе се подобри животот на граѓаните. Тоа има влијание врз безбедноста или не? Се разбира, добар дел од поглавјата се однесуваат и на безбедност. Безбедноста не е само закани однатре и однадвор, туку и редот во општеството, поредокот, функционирањето. Поглавјата 23 и 24 кои се однесуваат директно на правосудството, на внатрешните работи, предвидуваат јасни политики кои не зависат од субјективен фактор, туку објективен пат по кој што институциите одговараат на потребите на граѓаните. Затоа мора да се посветиме што повеќе, помалку да размислуваме за прашања кои што не се директно поврзани со Македонија. Политиката на Грција, на Приштина, на Албанија нема да ја промениме ние со никакво наше действување, меѓутоа можеме да си се заштитиме. И во 2001 конфликтот, ако имавме здрави институции, тие ќе реагира на поинаков начин. И можеше тоа да биде многу поконтролирано и да се завршеше на многу по добар начин за Република Македонија, а не да влечеме последици 15 години после тоа. Велите диалог, дека немаме диалог. Па јас мислам дека ние барем ако памтам од 90-та година наваму, да не говорам за периодот на така нареченото едноумие, и парламентот и медиумите постојано говорат за меѓуетничките односи. Ако во Македонија немало диалог, не знам кога. И дури оваа власт коалицијска за која што ја споменавте, не можам да замислам дека не разговарале, дека не действувале заеднички за прашања кои што биле од интерес и за албанците. Разговарале се, разбира, имавме и многу законски решенија во изминатиот период кои што одат во корист на тоа. Амандманите на уставот од 2001, рамковниот договор, сето тоа е производ на диалог или на разговори во кои што се вклучени повеќе страни. За жал Република Македонија неколку пати... Дали нема крај тој диалог? Од тоа е стравот дека едната... Да. Не треба да има страф од тоа. Во сите мултиетнички општества во континуитет се јавуваат прашања, затоа што никогаш не можете да имате состојба во која што помалиот етникум ќе биде задоволен од се. И тоа не треба ни да ни биде целта. Јас мислам дека се свесни во албанскиот блок дека тоа не е можно. Во Република Македонија нашата држава е држава за пример во која што припадниците на албанското население имаат речиси подеднакви права со македонското. Овие платформи и се друго, тоа се апстрактни прашања за кои што и те како треба да се разговара. Тие никогаш нема да завршат. И целосната или
употребата на јазикот така како што тие замислуваат дека треба да се употребува во Република Македонија не е единствениот предизвик. Меѓутоа тие теми и тие прашања треба пополека општеството да ги остава настрана. Сега се во постизборен период, во време на формирање на влада, во време на сериозна проценка каде ќе оди албанскиот блок, кон која страна ќе се приклонат партиите на албанците кои како го изгубија легитимитетот на последните избори. А што помалку да размислуваат за тоа, а да се посветат на економските прашања и на многу други работи од кои што ќе имаат не само апстрактна корис нивните граѓани, затоа што албанецот кој е невработен, џабе му е што во пробиштип ќе се обрати на албански јазик, кој нема средства, нема пари и нема идеја да стигне до таму. Добри мисли имате, меѓутоа Кесковски веќе како да не е прашање само на разговори, дека е добро да се разговара, тие како да настапија веќе со земји остави. Значи, не знам дали има просто те преговараат, но веќе се преписката на платформата оди лево-десно. Значи, вака, јас би се согласил дека треба да разговараме ние за одредени прашања кои се во практиката. Во практиката се проблем. Во начинот на функционирање на секојдневиот. Меѓутоа, знамето не е начин на функционирање на етникумот. Грбот не е начин на функционирање на етникумот. Химната, исто така. И извинување на македонската држава од 1912 до 1956 не е секојдневие за кое што треба разговараме и начин на функционирање на малцинството. Значи, платформата самата по себе, затоа ви викам, има сепаратизам и редентизам. Од друга страна, треба да слушаме реториката, како во суштина политичарите албанци со каква реторика зборуваат. Значи, последната порака е од села дека ако не се реализира платформата, ќе почнат да спроведуваат паралелни институции. Дали е сериозен или не е сериозен, тоа е друго прашање. Меѓутоа се обраќа на албанските гласачи кои што го гласаме, нели тамо 30 или 40.000. Во суштина се отвори еден проблем кој што во принцип исто како и 2001 година немаше потреба во таква форма да ескалира. Ова и минатиот пат кога бев гостин пак ќе ви го кажам, ова е блокирање на формирање на влада. Самата платформа. Со платформата влада не може да создадете вие. Тоа е уценување на македонскиот блок без разлика од која страна се работи. Никој не може да прифати албанската платформа. Во суштина и платформата и кои се политичарите да прифатат или да не ја прифатат. Нели? Ние на изборите не дадовме мандат како граѓани за да се прифаќат некаква платформа која што е постизборна. Секоја платформа која што се прави после изборите е за да блокираат начинот на функционирање и барем на формирање на влада. Од тој аспект гледано, самата платформа, ова е веќе политичка дискусија, меѓутоа ќе навлечам на безбедност. Целата ова состојба од 2,5 години, се ова што во моментот се случи, се до сега како е дојдено до целата криза, какви се резултатите на изборите, каква имаме постизборна Македонија сега во овој период, каква криза се води, какви пораки добиваме во последниот месец дена. Зашто не се јавија аналитичари еди кој си од светов дека Македонија ќе се подели на 15 ноември, него се јавуваат на 15 јануари, речеме. Тројца во еден месец. И ниеден од нив не е случај. Ние можеме да ги релативизираме, да речеме не важи тоа, меѓутоа се дипломатски некакви сигнали. Русија не дала до сега олку своји соопштенија од амбасада, од кој постои амбасадата до денес, па во последниот месец дена ние имаме 5 соопштенија на амбасадата. Не треба да го релативизираме. Значи, ние можеме да застане и да речеме све ова релативно, меѓутоа, во суштина Македонија е толку мала, Македонија е толку ранлива, што секое движење од страна, секоја порака имаат одредено значење и не мора да реагираме на тоа. Кохезионо. Што значи тоа? Заедништвото во државата, формирање на стабилна држава, на стабилни институции,
Ние секогаш сакаме да се подпреме начин на функционирање на Израел како пример, меѓутоа далеку сме од нивниот начин. Од основните принципи, почитување на државата, почитување на институциите. Ние сакаме да речеме дека треба да имаме добри, здрави институции, а во исто време да не ги почитуваме ако ние не сме внатре. Значи, вие создавате држава. Ако создавате држава, таа институција се почитуваат, без разлика дали е Љубиша внатре, Никола, Златко, Петко или Јасан. Институцијата не се луѓето што ја водат. Институцијата е држава. Луѓето се променлива категорија. Ние сакаме да го исплукаме председателов и кажете ми еден председател до сега во Република Македонија кој што здраво изработил и не бил со прекар, погрден, и кој што не бил наречен предавник или не бил наречен фикус или не бил не знам како наречен. Еден председател, кажете ми. Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Ѓорге, и еден. Не секој председател што ќе го донесеме со 300 контраверзи, со 300 оспорувања и така натаму. И не само тој, сите институции. Ние сакаме да градиме држава, а во истиот момент да делегитимираме, нели, да соголиме, да не постои, да деградираме државата, затоа што ние не сме натре. Не може. Имам едно прашање, но сега да слушнам Дујевски, мала пауза, после ќе направиме после Дујевски, ќе продолжиме. За платформата да се навратам, затоа што мислам дека отвараме прашања кои што и не ни се тема на дискусија. Зошто не? Во ред, се што е напишано во платформата е постизборно, како што каже и колегата, и јас се согласувам дека од тоа може евентуално да се прифати и да се спроведе само тоа што нема да бара потреба од промена на уставот. Бидејќи уставот менување не доаѓа предвид. Како Кој вели тоа? Во овој момент сега, нити ВМРО на се разбира, еве. Не, добро, но за менување на уставот потребно е квалификувано мнозинство. Тоа е повеќе од 80 пратеници, нели, 80 или повеќе пратеници. За било какво внесување на новина на употребата на албанскиот јазик кое што не е предвидено во уставот, нема да добијат согласност. Нити едната, нити другата македонска партија нема да се согласат. И сите други прашања, овие ирелевантни теми на признавање на некакви 912 до 956 година, се тоа прашања ставени на маса за да се добие подобра позиција на партија која што е очајна во овој момент и која што едноставно не знаеш како да постапи и што да направи. Не е тоа само на Дуи, тоа се Не, се разбира дека не, меѓутоа носител е Дуи. Носител е Дуи, кои имаат легитимитетот и да се договараат и да речат дел од ова прифаќаме, а дел не. Тоа што сега ќе се случува и се случува всушност овие денови, веќе никој не зборува за останатите алинеи, да речем, од платформата, освен за употребата на јазикот на таа група на народ, Македонија. Се друго се става на страна. Единственото прашање кое што сега треба да се уреди и може да се имплементира во некој догледен рок, среден рок, например, во еден мандатен период на владата, е исклучиво употребата на јазикот. Сите други прашања нема да се решаваат, се додека не биде обезбедено едно поинако парламентарно мнозинство. Ама не тешко тоа станува јазикот. Зошто дека тоа е најтешко? Не е тоа најтешко Зашто би се решавал? Таму има многу други прашања кои што имаат соодветна тежина. Јазикот е прашање кое што политичките партии треба да го договорат и ќе го договорат на начин на кој што веројатно за жал на оваа генерација на политичари им останува. Тоа требало да биде договорено и порано или да биде оставено за долги времења понатаму, но сега е отворено прашање. Едно сериозно општество се соочува со отворените прашања, не бега и не ги стават под тепих како што беше во изминатите години во Македонија. За јазикот тие зборуваат постојано, никакви модификации од 2001. Пратениците можат да зборуваат на албански јазик, но не можат да се водат седниците на албански јазик. Министрите во владата можат секаде каде што одат во јавноста да се обраќаат на албански јазик и тоа и го прават и сегашните министри без никаков проблем. Во владата не можат да го употребуваат и веројатно тука ќе се сведе сето тоа затоа што уставот тоа и го предвидува. Амандманите тоа го предвидуваат. Не значи еднаквост и употреба на јазикот на целата територија и таму каде што треба и таму каде што не треба. Меѓутоа таму каде што реално би им го олеснил животот на граѓаните, тоа е нешто за што може да се договара. Сите други прашања, знаме, химна, име, тие се затворени прашања, нема да се отвараат во овој мандатен период. Меѓутоа е вака, јас едно прашање практично. Јас работам и со албанска паралелка. Значи предавам и на албанската паралелка практичен предмет. Јас се соочам со друг проблем. Албанските студенти не ми знаат македонски јазик. Тоа е проблем.
И сега ние сме доведени до ситуација да треба да разговараме за употреба на албанскиот јазик, односно дека треба да се малтене и ние да почнеме да го изучуваме за да може да се некаков баланс да се направи, односно така е тенденцијата на албанска политичка гарнитура. Од друга страна имаме албанска младина која што воопшто не зборува и не разбира македонски јазик. Во принцип, каде води приказнава. Значи, прво, јас сум македонец, живеам во Македонија, имаме устав, имаме закон. Сакаме да ги почитуваме до сега, тие што биле, треба да ги почитуваме. Што значи тоа? Дека сите граѓани на Република Македонија, бидејќи уставот македонски е граѓански устав, ние немаме национален устав и никој не манипулира со тој израз, затоа што 2001 година беше создаден така да биде граѓански устав. Не е национален устав. Меѓутоа, сите граѓани треба да го говорат, пишуваат, зборуваат и го разбираат македонскиот јазик. Особено оние студенти кои што сака да работат и во безбедносни служби. Ја имам студенти кои што се запишале на факултет за безбедност, а кои што не разбираат и не говорат македонски јазик. Има затоа што образовниот систем им го возможува тоа, во основното образование не слушаат македонски јазик или го слушаат во една година само. Меѓутоа ние отвараме прашање на употреба на албанскиот јазик на цела територија, а ние имаме албанци кои што не зборуваат македонски јазик. Значи тоа се контрадикторни во принцип, во практиката контрадикторност. Ние викаме дека треба да може да го користат јазикот во Делчево, а во суштина тие него ни изучуваат македонскиот јазик. Значи не во практиката тоа е сосем друга теза, значи антитеза на нивната. Значи ние треба да имаме прво население кој што го говори јазикот кој што е со устав загарантиран, тоа се говори и пишува на македонски јазик, на издето кирилично писмо. Што правиме со граѓаните кои што воопшто нема допир со тоа и младинава која што доаѓа од албанската популација која што воопшто не го говори и не го пишува јазикот. Значи тоа е она кое што мене ме загрижува. Тоа е нешто што треба сериозно да го дискутираме како општество. Зошто е тоа така? Уставот предвидува дека официјален јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и тој се употребува во официјалната комуникација помеѓу институциите или граѓаните со институциите. Меѓутоа во неврзаниот дел на секојдневието македонскиот јазик не се изучува никаде. Во основното образование паралелките на албански јазик кои што се во Западна Македонија, таму каде што мнозинското население или повеќе од 20% се албанци, не учат македонски јазик. И тоа е факт. Како тој човек ќе комуницира со македонските институции? Значи, бидејќи не го учел јазикот, треба да му се овозможи сето тоа. Не значи употребата дека во Делчево, во Берово или било каде ќе се користи албанскиот јазик. Тоа е далеко, тоа не е прагматична потреба. Меѓутоа, точно тоа е прашањето кое што сакам да поставам. Кај е унапредувањето на албанскиот јазик во однос на употребата или потребата да се доупотребува некаде? Ако ние имаме граѓани албанци кои што не зборуваат македонски јазик, тие функционираат во сите нивоа на системов без да зборуваат македонски јазик. Со реални прагматични проблеми. Значи, јас точно за тоа зборам. Токму за тоа зборуваат. Значи, сега делумно ограничена примена за која што се залагаат. Која е потребата на министрите на албански јазик? Ако ние за тоа говориме, за тоа воопшто не треба платформа, тоа е некаков систем, начин на функционирање, реалноста нас ни го дава одговорот на функционирањето на системот во овој момент. Тоа го предвидува и уставот и тоа е нешто што може да се спроведе. Видите, колега, затоа ја викам дека оваа платформа која што е донесена со точките внатре во себе, без да разговара, видите, има точки кои што се навистина реални, да речеме од заеднички развој на, паралелен развој на општините и така натаму. И тоа е дел за дискусија. Бидејќи во една држава во буџетот се учествува со плаќање на даноците, на фирмите. Ние имаме помал можда и веројатно помал процент на плаќање на данок од страна на делот од територија кај што се и сите тоа е јавна тајна. Значи, вие може да го барате тоа, меѓутоа, од друга страна треба почитување на законите и на прописите. И тоа е реална основа. Значи, не може да се развива еден дел од територијата, другиот дел од територијата да не се развива. Значи, има делови внатре кои што може да разговараме дека се реални. Меѓутоа, грото од нив не ги гледам смислата нивна воопшто. Сега се поставува прашање зашто е донесен, зашто е подпишан. Значи, тоа е генезата е важна. Да.
И врз основа на таа генеза ја можам да дискутираме ние. Другиот дел е дел на политичарите, иако не се согласувам дека за сите прашања само тие треба да решаваат. Јас сум многу поинаку настроен. Значи ја викам дека по моje мислење за било кои крупни прашања, не ситни од овој карактер, дали министрите ќе зборуваат на албански или не, но да било кое крупно прашање, особено отворање на устав или дискутирање околу прашања кои што нас, на сите граѓани поединечно би не допреле, не би рекол дека треба политичарите самите да си ги донесат одлуките, да се договорат, да се исценкаат и да дојдат до решение. Бидејќи и овој рамковен договор, Охридскиот договор, на сила е наметна, не е прифатен од граѓани и денес имате голем процент на граѓани и од албанската, и од македонската популација кои што не се согласуваат со него. Затоа што од проста причина не се прашани граѓаните воопшто. Да направиме мала пауза, се извинувам за реклами, а потоа ќе продолжиме на новите теми кои што се отворија во овие аргументи. Аргументи, разговараме со професорите Никола Дујовски и Златко Кесковски. Дојдовме некако до платформата. Професор Дујовски, може би имате вие повеќе информации. Јас немам и мислам, ми се чини дека по широката македонска јавност нема точни сознанија за што точно се преговара и како е димензионирана платформата, особено ако ги тренеме настрана оние споредни или неспоредни работи, остана главната за која што велите дека таа е дел од Охридскиот рамковен договор, дека ДУИ преговара и дека не ги споменува овие други теми за кои што говоревме од платформата. А не само од политички аспект, и од безбедност, бидејќи ние, како што вели Кесковски, ги слушаме политичарите, барем ја по широката јавност. Дали е тоа Ахмети, дали е Села, дали е Заев или Груевски, и треба да им веруваме на зборовите кои што често пати се противречни. Едните велат запнавме кај СЈО, другите велат не, запнавме кај јазикот. Особено кај јазикот, кој што се говори дека не е така едноставно да се надмине, дека македонските партии лесно ќе ги преведат жедни преку вода сите албански партии кои што ја подпишаа оваа декларација и платформа и кои што бараат не само не промена на уставот, туку бараат формулацијата, јазикот што го говорат оние што се повеќе од 20% да биде албанскиот јазик. Тоа значи отворање на уставот. Вие со која сигурност велите дека нема да пројде тоа, дека нема да се отвори? Тогаш зошто сите влегува во оваа игра, пост изборна кампања со платформи кои што тешко проаѓаат и кај македонците, но и кај албанците ако не поминат. Значи сега сме во фаза на формирање на влада, второ би се формира. Така. Тоа ќе надмине кризата, ќе зголеми безбедностната, ќе се федерализираме или нема да се федерализираме, бидејќи стравот за војна доаѓа од таму. Дали ќе се дели Македонија или нема да се дели? Дали граѓаните меѓу себе ќе излезат на улица да се караат, да се расправаат и тоа не само по интраетничка одно македонците со македонците кои што дозволиле како предавници и непредавници, но и албанците ако нешто не се дозволи, ако се дозволи. Значи не е само политичко, станува безбедносно прашање. Политиката секогаш е поврзана со безбедноста, тие се две нераскинливи работи. Меѓутоа, информациите во однос на платформата и на тоа што сега се случува ги имаат еден тесен круг на раководството на СДСМ. Да, едните можеби преувеличуваат, некои па ги минимизираат проблемите. Се ние не знаеме што е реална опасност и што може да помогне во се во ова е што барем во овој момент движењето БЕСА и Алијансата за албанците декларативно даваат поддршка на СДСМ доколку се договорат со ДУИ и останува работата помеѓу СДСМ и ДУИ. Другите две партии, барем за давањето на потписи да добие Заев мандат, се согласни дека без некои посебни барања, освен мониторајќи постапката за договарање и согласување на прашањата од платформата, нема да бараат. Во платформата најголем дел од прашањата се прифатливи и за двете преговарачки страни, затоа што тие се општите што ги спомнавме се однесуваат на интеграција, на и некои други прашања, СЈО и така натаму. Меѓутоа, она што останува најгорливо прашање е употребата на јазикот. И тој сега може да остане само во рамките на Уставот. СДСМ
и ВМРО ДПМН нема да прифатат менување на Нема да има уставот. влада. Може би ќе се договорат со Или ќе други се распадне брзо. Не. Сега како Владата- не ќе да предвидувам, но влада ако која тврдо што е останат на тие на ваков позиции, начин конципирана и реално со проблемите со кои што ќе треба да се соочи, тешко дека може да планира на цел мандат. Затоа што ќе има многу предизвици внатре. Имате 51 пратеник и 49. Која партија и да формира влада, ќе имаат нестабилна влада. Тоа не оди. Значи, имаат дополнителни прашања кои што ќе ги разгоруваат политичките и внатре партиските и интерпартиските односи помеѓу сите партии во кои што ќе ја сочинуваат владата. Меѓутоа, што и да се случи, или едната или другата македонска партија ќе застанат на јас очекувам и двете, дека ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН ќе посегнат на менување на уставот. Тоа едноставно не се создадени условите. Постои одредена формулација за употребата на јазикот на населението што говори 20% и тука ќе се задржи договарањето. Ништо повеќе од тоа. Албанскиот јазик во уставот на рамниште на кое што е и македонскиот сега и во оваа констелација на држава без влада повеќе од 2-3 месеци, изборите завршија, еве трет месец веќе сме без влада, нема да имаат нити легитимитет, нити капацитет да го прават тоа. Ама тие говорите согласност помеѓу нив. од позиција на македонските партии како логика и како повикување на уставот. Но кога веќе е поставено на маса како барање, веројатно и тие нема така лесно да се откажат од тоа. Не мислам дека било само глума за да се дојде до преговарачка позиција преговараме, бидејќи тоа уште повеќе ги заглавува албанските партии. Од и сега тензијата и таму расте. Кој ќе биде тој што нема да го спроведе тоа? Јас мислам дека е ова погрешен чекор на албанските политичари затоа што не следат што мисли населението. Погрешен, тоа е на маса И веќе. тие ќе го се разбира. Токму затоа албанските политичари треба што поскоро да се свртат кон своето население и да видат што им треба на нив. За да не се дестабилизира државата? Заради што? Државата со оваа платформа нема да биде дестабилизирана. Прво, нема ниту еден сегмент кој што е дестабилизирачки, а ќе биде прифатен и имплементиран. Нема да го Тоа дозволат не до- македонските партии за да не се дестабилизира државата. Токму така и не само тоа. Формирањето на владата е прашање на денови, повеќе не е прашање на недели. Или ќе имаме влада или нема да имаме влада, оваа состојба нема да трае бесконечно. Да, сите и До рокови и изборите. се друго до наредните избори. До Меѓутоа, проверка на рейтингот. промовирањето на онај концепт дека ќе бидеме Белгија или не знам што друго, неодржливо е во Македонија. Владата ќе ни се случи деновиве, затоа што седат, разговараат и се договараат. А кога седнувате на иста маса, па макар и во аргументи да разговарате аргументирано или помалку аргументирано, го правите тоа затоа што имате интерес. Седнувате да се договорите за некои прашања. Албанскиот јазик надвор од она што е предвидено во уставот и во рамковниот договор нема да се случи наскоро. Кесковски, доста Јас мислам прво овака, дека Дујовски платформата требаше ад хок да отфрлат сите македонски партии. за да не се пролонгира целата Не ситуација. да се пролонгират или не, затоа што тој е документ или начин на комуникација помеѓу македонскиот блок и албанскиот блок. И тоа ќе остане како прашање. Вие може денес да го разговарате или да не го разговарате, али понатаму ќе биде прашање. Ме разбирате? Биде на маса, така. Биде на маса. Кој еднаш Вие ставено може е, сега, да. може сега да разговараме дека може да во овој момент не е созрена ситуацијата, ма значи еден ден ќе созрее. А што би созреало? Да, што? Што од ова кое што е албанска платформа, која пак потенцирам, е создадена во Тирана? Ама и да не е, Кесковски. ама не е Љубиша, Дали не е правите, така. дали правите Не, голема Љубиша, разлика? не, голема разлика Од која аспект? Политички безбедносен не, затоа што Еве нека е создадена во Мала Речица. Не е тоа е проблемот. Ама да јас била- не ја гледам разликата, затоа е Видите, прашувам. Не, јас ја гледам разликата, значи да е Јам дека се создадена. мешање, Да е меѓутоа создадена од албанците кои што живеат во Македонија и потребите нивни во однос на секојдневното живење и Добро. нивните права, имплементирање на нивните права во Република тоа, ама- Македонија. Во момент, тогаш би била создадена во Мала Речица. Ама што Или ќе би била- прифатите? Не да Ќе ја прифатат? прифатиме, него тогаш Ако е од може да- Македонија? Не, Љубиша, види. Никој во Македонија од ниеден албанец не помислувал дека треба да разговара тој за промена на химна, мислам далеко памети. Тоа е единствено разликата ве наметнат. прашувам. Единствено За да знам. наметната од начинот на говорење на албанските политичари. Дали ние имаме искрени албански политичари, то многу ме интересира и на секоја дебата го прашувам. За жал не сум Тоа- имал албанец политичар визави мене за да можам да го прашам искрено. Значи ние имаме основен Ќе го проблем. од утре, ако сакате. Значи видите, основен проблем имаме, кој што е врзан со безбедноста.
Еве ќе ви објаснам зашто. Дали албанската политичка гарнитура ја чувствуваат Македонија како своја држава? Дали е нивна татковина? Дали знамево наше македонско тие го чувствуваат? Дали го зеле во животов, замафтале или се гордеат со него? Дали станале на македонска химна ако не ги снимаат камери па мора да глумат со извинение лудило за да покажат не знам каков соживот. Ние ниеден момент и во ниеден момент немаме декларативно барем дека оваа држава е заедничка и на едните и на другите. Ние немаме во ниеден момент таков речник. Ние викаме вчера села дека ќе ги оценуваме македонскава страна за што поќе работи што поќе делови од платформата да се прифатат. Па не знам ќе направиме паралелни институции. Ние 25 години се занимаваме со истото прашање. И то не е отварање или недоловување на некои потреби на албанскиот етникум овде дека не ги доловил секојдневните негови потреби како малцинство. Не е точно тоа. Тоа воопшто не е точно. Значи, ние немаме, ја не гледам албански политичар кој што чувствуваат Македонија како единствена своја татковина. Тие одат да се консултираат во Тирана. Толку. И ние нема зашо да дискутираме, ние пуштаме политичари да му дадат насоки во Тирана, па сега ние ќе дискутираме овде како Златко, Петко, Никола, Митко треба да живеат и како ќе реализираат иднинава. Значи, видите, и тоа е нонсенс. Не постои во светов. Видите да ви кажам, значи, Хитлер се понашаше така со своето малцинство во Полска. Значи, почетокот на Втората светска војна е поради недоловување на потребите на германското малцинство во Полска. Добре, во Југославија имаме Милошевиќ се гриеше сите срби во Југославија, така. Јас зборам од кој е начинот? Кој е начинот? Меѓутоа екстремистички е начинот и на тој таму тогаш, и на Милошевиќ е истиот начин, и ова сега што го гледаме овде истиот начин. Ние зборуваме дали треба да дадеме или не, а во суштина не зборуваме дали тие во принцип ја сакаат државата, работат во собствените институции. Тие говорат дека не треба да им даваме, треба да земат. Значи тие многу се иритират на тоа дали треба ние да им даваме. Па не, тоа е проблемот. Ме сваќате ли? Значи видите. Ние имаме цвецкање на оружје во секој 10 години овдека. Па диво населје денеска го имаме командант Соколи века не бил имплементиран рамковниот договор. Рамковниот договор е устав. Ако не е имплементиран, паѓаат законите надолу. Значи, не е така прикажано. Нивниот систем и начин, јас пак ќе ви одговорам, значи, не е ова од денес, ова е генеза. Јас потеквам од едно семејство, мајка ми моја, од кај мајка ми страната, дедото моје загина на Буковиќ. Знаете Буковиќ, битката на Буковиќ? Сте чуле битката на Буковиќ? 43-та година на Буковиќ е слободна територија со Мирко Милевски, тој е народен херој. Во одбрана на Кичево, после капитулацијата на Италија, германската армија со четнички снаги го напаѓаат Кичево. Балистичките снаги кои што се расформираат во моментот заради падот на италијанската држава се приклонуваат кон партизанскиот баталјон да брани слободната територија. Знаете што се случи? При нападот на германците сите до еден партизани се убиени. Од балистичките снаги. Ова е историја, ова нема промашај. Само момент. Ние можеме да се смееме или не, мојов дедо погина таму. Одговорете ми пак, уште еднаш ќе прашам, еве нека дојде албански политичар, дали Македонија ја чувствува како сопствена татковина, своја, една и единствена. Тоа е најголемото прашање. Од тука натаму ние можеме да дискутираме после дали сме блиски или не. Ја не чувствувам дека мене албанците ме сакаат, тоа е проблемот. Че кога би чувствувал дека албанците ме сакаат, ја можам да разговарам за нивно подобрување на ова или нешто им смета и така. Ама вие мене не ме сакате, а ја треба што повеќе да ви дам. На крај ќе дојме до некоја ситуација да треба самите себе да се дајме. Во едно општество веројатно пониско на приоритетите е тоа дали се сакаме помеѓу себе. Македонците и албанците, македонците и ромите и турците и така натаму. Ние треба да градиме систем на доверба, затоа што живееме во иста држава. Тоа пропуштаме да го правиме цели 25 години. Сега, можеби не е најдобро време, но можеби Македонија има шанса да почне да гради токму такво општество. Политичарите албанци веројатно никогаш нема да кажат дека Македонија им е иста
како родна, како земја во која што се родени и растат. Но тоа и не треба да го очекуваме. Јас би рекол дека има и многу политичари македонци за кои што сериозно треба да се запрашаме дали ја сакале оваа држава. Дали ја сака, дали прават процедури, дали ни овозможуваат на нас граѓаните да живееме во држава во каква што сакаме да живееме. Има многу политичари, не тие се, ајде да не правам паралела, политичарите велиме за криминалците, тие немаат етникум, немаат раса, немаат боја, и политичарите се слични. Кога ќе се обединат околу интересите кои што заради кои што влегле во политиката, а најчесто тие се и од некакви поинакви причини, не се само да водат политика и да креираат општество во кое што демократијата ќе се развива, тие се еднакви. Не можете да направите разлика помеѓу политичарите кои што во овие 25, а особено во изминатите 10 години, правеа што сакаат во ова општество. И сега одеднаш тие политичари стана големи лути противници. Не е така. Тоа што се направи, ние уствари последиците на тоа треба да ги лекуваме во наредниот период. Затоа што од такви политичари се доведе државата во состојба 3 месеци да не може да се формира влада. Од такви политичари имаме институции кои што не функционираат. Не е да ја сакате Македонија да станете кога има химна на фудбалски натпревар. Не, политичарите знаат многу подобро како се прави тоа. И затоа мора да ги оставиме овие прашања назад. Историјата е историја, таа треба да не опоменува. Меѓутоа на нашите деца, на нашите идни генерации ќе им дадеме напредок само ако почнеме да размислуваме како ние можеме да живееме во општество заедно. Меѓутоа како се гради довербата, како се гради? Со многу мерки, со многу чекови, со комуникација, со меѓусебна комуникација, со разбирање на јазикот на другиот, ако сакате. Довербата се гради со желба, за да има доверба помеѓу себе. Тоа е исто како вие да ја праќате жената вечерва со другарките, а немате доверба во неа. И таа излезе и сега немате доверба. Довербата е желба и начин на живење. Не, само момент. Не е довербата, не е довербата треба да се гради. Сигнали се пуштаат. Сигналите не значи дека ќе се соберите вие 3 политички партии албански, ќе потпишите платформа која што е антимакедонизам. Тоа е антимакедонска. Сега дискутираме реално, ја не зборувам во аспект на политика, нити имам политички амбиции некакви. Јас ви зборувам сега како македонец и од безбедносен аспект. Оваа платформа, ако не е адхок изфрлена, а не е за жал, значи, ако ние имаме вистински институции, требаше ова све да е изфрлено во првиот момент. Нити председателот имаше право да разговарат со сите партии кои што се потписници на платформата. Овде имаат антиуставни елементи. Како можеш председател на држава да разговарат со партии кои што потпишале антидржавни елементи? Промена на уставен правен поредок. Како тоа го замислувате вие? Тоа се институциите. Тоа е проблемот. Ние таков проблем имаме. И сега ќе градиме доверба. Па довербата значи дека нема платформа. Дај да разговараме за подобар живот. Ова е заедничка држава. Треба да градиме институции, треба да вериме институциите, треба економски да градиме, да подобриме статусот во светов, имиџот во светов. Не ми носите платформи и после ќе разговараме за доверба. За која доверба да разговарам? Тоа е исто како предбрачен договор во Западов, како предбрачен договор на двајца заљубени, па ама имат предбрачен договор. Е тоа исто. Иста доверба е ова. Платформата е предбрачен договор. Ние имаме овдека елементи кои што треба воопшто да не се дискутират за нив. Тоа е проблемот, ја затоа ви викам. И да не ги разговарате, самата платформа по себе еден ден верувате ќе излезе на површина, ќе треба да разговарате. Дали реакцијата е таа што следи создавање на македонска платформа како контратежа во... Па и против тоа сум ја. За каква македонска платформа треба да разговараме? Ние имаме македонска држава, каква платформа ќе правиме? За каква платформа разговараме ние? Па затоа што контра на албанската. Затоа што недовербата постои меѓу македонските партии и институции. Види, тоа е инаед водење. Ние имаме македонска држава. Ние имаме македонска држава. Дека едната страна ќе биде ама види Љубиша, предавничка или нема да ги спроведе уставните. Значи проблемот е следен. Никогаш не излегле никој од не никој, барем сите заедно политичарите, едните, другите, третите, 5 души, и од другава страна да имаат обични граѓани кои што не се политизирани, не фаќаат десно и не фаќаат лево. И да ги прашаме некои прашања кои што навистина не интересират ова. Дали Ахмети разговарал со Груевски, дали Ахмети разговарал со Заев,
Или дали Заев или Груевски го прашале Ахмети дали Македонија ја сакат како своја собствена татковина. Па тоа е основното прашање. Тие се довербите кои што треба да ги ствараме, бе, не е довербата. Видите да се расфрлате вие со 300 работи како не знам правата или уставот и државата, бе, не се од никого, од граѓаните се, од 2 милиони луѓе овде. Токму така, значи сето ова се на некој начин апстрактни барања. Мора да се насочуваат политичарите кон многу по-конкретни работи од кои што користи имаме сите ние. Државата и граѓаните, затоа што тоа е смислата на демократските општества. Така функционираат на Запад. Освен овде на Балканот. И може би во некој од мал број членки на Европска унија во оваков предизборен или постизборен период, речиси никаде не се разговара за вакви прашања. Ние сме оптеретени со тоа, затоа што на премногу мал простор има премногу граници, многу нации, различни вери и така натаму. Во Македонија, сега, очајно ни е потребно формирање на влада, за да почнеме да го менуваме општеството, за да почнат овие институции да заздравуваат, да почнеме да градиме нов свет. Така ќе видиме кога ќе седиме еден покрај друг, ама не само да се здружуваме за да можеме тендери да спроведуваме, туку и реални политики да водиме, затоа што на Дуи до вчера не му сметаше ништо од ова. Не очекувам дека многу ќе се борат и за ова сега. И да почнеме една по една работите да ги поправаме во општеството. А за тоа сите треба да го дадат својот капацитет. Не се политичарите тие кои што можат самостојно да го движат општеството напред. Тие е доволно да остават услови. Слободниот човек слободно се развива. Тој размислува и економски, и политички, и на било каков друг начин. Во држава во која какво што е сега Македонија, каде што имаме сериозни размислувања, дури Европската комисија во еден свој официјален извештај рече дека Македонија е во состојба на заробена држава. Не можеме да зборуваме ни за градење на доверба. Ние ја изгубивме довербата помеѓу нас македонците и албанците ја изгубеа помеѓу нив. Видете ја поделеноста и на двете страни. 10 и 51 49. Што сакате од севова? Тоа значи дека ние сме апсолутно поделено општество, затоа што институциите и системот го направи тоа да не само во овие 10 години, туку 25 години, ние наместо да се интегрираме прво со нас, внатре меѓу себе, се делиме, се разделуваме. Тоа е кохезијата, збориме за Реклами, кохезија. одиме со реклами и имаме уште 10 минути дебата. Тоа е тоа, кохезија на снаги. Добро, трет дел во аргументи. Имаме уште 4 запанемо, уште 5 минути на крај, ќе мора да бидете брзи. Ја се извинувам, но ајде да ваши предвидувања, дали ќе имаме бргу влада и кој ќе ја формира владата и како ќе функционира на брзина ве молам. Јас очекувам владата да ја формираат тие што сега преговараат за добивање на мандати и верувам дека ако ДУИ и СДСМ се договорат за овие ситни прашања или крупни се едно, кои што им останаат да се договорат, наскоро ќе имаме влада, затоа што ова е неодржлива состојба. На Македонија не е потребен ниту еден ден повеќе без влада. Ние немаме влада и немаме функционално собрание. Собранието, освен што е конституирано, не прави ништо друго, тоа е хендикеп за државата. Губиме секој ден, затоа што многу работи зависат од законодавната власт во општеството и очекувам токму тука да бидат идните коалициони партнери помеѓу СДСМ и партиите на албанците. Овде веројатно не би ја ставил ДПА, затоа што тие се тргнаа настрана, веројатно ќе најдат некој друг начин како да го градат сопствениот имидж. И како ќе се однесува? Сите други партии кои што нема да бидат во власта, ВМРО ДПМН доколку се договорат ќе биде опозиција. Дали ќе останат сами во опозиција, тоа ќе видиме, но тоа е здраво за едно општество. Знаете, 10 години сте на власт, веројатно доаѓа време кога природно е да бидете и некое време во опозиција, за да може партијата да се повторно изгради, затоа што сериозно е нарушен рейтингот. Ајде да зборуваме само помеѓу 63 и 51 пратеник што има минатиот пат. Значи загубиле речиси 20% од своето гласачко тело. Тоа е сериозно. Принципот им е нарушен, дека тоа нема така лесно да го прифатат. Се разбира, тие имаат право да прават тоа што ценат дека треба и што е добро за нивната партија, а тоа што ќе се случува по формирањето на владата е дека таа влада ќе има сериозни предизвици за да се започне со справувањето и со заздравувањето на македонските институции. Колку време ќе има? Локални избори, набрзо може и парламентарни. Се е можно, картите се отворени, локалните избори ќе се одржат наскоро. Дали ќе имаме локални, не верувам, затоа што нема да бидат создадени условите, ќе биде потребен еден подолг период за да започнат здравите процеси и за да можеме да организираме избори кои што ќе бидат целосно фери префатине. Ние сега имавме избори во кои што имавме минимум потребни стандарди за спроведување на фери демократски избори. Затоа е потребно сите да се посветат тие што ќе формираат владата без вакви странични прашања,
Да не биде тоа влада не за реформи за спроведување на изборите. Каква и да е, владата што ќе се формира ќе има сериозни предизвици пред себе. Сигурно. Кескоски, ќе се формира влада? Не, јас уште стојам на истото становиште како од пред, да речеме, 1 месец, дека додека уште и ВМРО преговараше дека влада нема да има. Дори со ВМРО знаев дека нема да Да, биде. ја бев таму негде пред 1 и нешто месец дека нема да има влада, нема да Сега има од ни исти причини СДС, ќе нема. нема да има ни СДС. Видите, формирањето на влада единствено зависи од ДУИ. И тука сите можеме да го то констатираме без прашалник друг. Моето мислење дека целта на целата политичка криза до сега, на сите действувања, на сите институции формирани, делегитимирани, омаловажени, сето зло што излезе по социјални мрежи, сета таа една дегутантна ситуација во држава и резултатов самиот по себе, доаѓа до едно навистина прашање по кое што никој не даде квалитетен одговор, а никој не се ни нафаќат, односно не ни има таква желба. А тоа е следно, без никого да прашаат. Меѓународната заедница сега е малку, хајде да речеме, попасивна него ли порано. Меѓутоа, меѓународната заедница во еден момент нас не остават секојаш да ги решаваме сами проблемите. Во сите досегашни кризни ситуации. Па и ова, од почеток не остават сами да се снајдеме. Во еден период во кризата, кога веќе немаме можност сами да се снајдеме, доаѓаат тие ги решават проблемите. Кои се проблемите и предизвиците уствари? Ние имаме страшен притисок во овој момент како држава да влеземе во НАТО. Ја преска го спомнав. Влијанието на истокот и на западот и не мислам дека ова е ситуација дека ние треба да се договорат ДУИ и СДС или ДУИ и ВМРО и од таа причина ние не правиме. Ако е тоа така немаше да има платформа. Воопшто немаше да има никакви бочни, странични ситуации на не знам на какви притисоци, па немаше никој да дојде и да кажува дека треба да се дели држава. Ова е притисок, мислам дека без никого да прашаат. Сите до сега знаеме како функционира системот, како притисоци се случуваат. Мислам ќе прифатат широка коалиција во еден момент за да се решават крупни прашања од типот на најболното прашање. И понатаму ќе видиме како се однесуваат во изминатиот период, во периодот што доаѓа. Зависи што гледаме дека е во моментов најболното прашање. Најболното прашање за мене во овој момент, ако ги гледате сите програми е НАТО и ЕУ. Значи во сите програми вие ќе најдете НАТО и ЕУ. Сигурно. За да стигнеме до таму треба да отвориме сериозна борба против криминалот, после тоа ќе разговараме и за НАТО и за ЕУ или тоа би биле паралелни процеси. Видите, без тоа ни НАТО не е и самото нотирање на тоа е притисокот за решавање на најкупно прашање. Значи видите многу ние ако се слободиме од корупцијата, тоа нема врска со. Видите, значи каменот на сопнување на интеграцијата на Македонија сите добро знаеме кој е. И тоа е едно крупно прашање кое што мислам за жал ќе треба да седнат и да почнат политичарите да го решаваат. Дали ја се слагам со тоа или не, тоа е моја друга прашање, меѓутоа верувајте, Македонија е толку мала што не може да одолее 25 години да не седнете и да не си го разреши прашањето. Ви западните и односно источните интереси влијанија овде. Мислам дека сега не е вистинското време да се дискутира сериозно на оваа тема, затоа што ние сме во постизборие во време кога немаме влада. Не можете да ја обврзувате новата влада веднаш да започне да преговара со Грција, да надминува одредени прашања кои што се таложеле 25 години. Идната влада има многу сериозни внатрешни предизвици и на тоа треба да бидат посочени повеќе. Меѓутоа јас напротив дека за брзо време ќе не, напротив, вие никогаш во стабилна влада нема ни една стабилна влада нема да тргне да го решават името и тоа треба да имате во предвид. Ајде прво да почнеме да си го оправаме општеството, а потоа ќе мислиме што и со името. Значи вака може да бидат и паралелни процеси, не верувам дека во овој момент било која од политички структури имат легитимитет и капацитет
да треба сам да решава такви проблеми. Нема. Не, тоа и то во го уставот е предвидено дека на крај ќе одлучат граѓаните, тоа ќе ми биде понудено, но кога би дошло ред да се разговара за тоа, добро е да се седне на маси и да се разговара, да не слушаме по телефонски разговори дека имало некакви договарања настрана од било која политичка Ама партија. крупните прашања се решаваат кога нема квалитетно мнозинство. Крупни прашања никој нема да решава ако има 63 пратеници. Не отвара да разговарат сега. Јави. Нема се мисли Притисокот, договор кога сите политички партии ако вие мора ме да бидат сослушавте, ја ви реков 2,5 години сите ситуации што се случуваат заедно со си резултатот и моменталнава состојба и платформата се во оваа насока. И тука мојме само да чекаме и да видиме дали сум бил во право или не сум бил во право. За мене е сосема обратно. Јас мислам дека се што се случува во овие 2,5 години е да се одолговлечат одредени процеси кои неминовно ќе следат во нашето општество, Значи, а тоа е да почнеме да се бориме со тоа што сериозно ни го нагризува општеството. Не прашањето со името. Ви благодарам што бевте во аргументи, што ги кажавте вашите аргументи за важни прашања политички, но и безбедносни, ако остануваат некои отворени прашања на кои што не стигнавме, можеби нема да стигнеме да одговориме, кои што висат во воздухот, ама не можеме да ги изговориме, а се безбедносни прашања или барем се закануваат. Сепак дека може квалитетна дискусија. Една универзитетска Да. дебата. Благодарам Задоволство. на обајцата. Задоволство. Ви благодарам на вниманието. Пријатно. Драго. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, ја извршувам. Немаш право да ве покажеш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дайте само говори за вас. Сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја не би. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.